Почитувани граѓани, пред една година јавно ви ветив честно и отчетно работење. По преземањето на функцијата од претходниот градоначелник заедно со Советот, се насочивме кон активности поврзани со домакинско работење на општината, со цел овозможување на подобри услови за живот на граѓаните на општина Босилово, за што впрочем на изборите ја добив и вашата доверба. Една година е многу краток период за реализирање на мојата програма, но сепак доволен за да се направи разлика во однос на претходната гарнитура. Состојбата која затекнав во општина Босилово со моето доаѓање на функцијата градоначелник беше следната. Вкупен долг од 51.872.113 денари или 843.000 евра, наследени по разни основи. И тоа 17.494.678 денари спрема домашни добавувачи за реализирани, а не исплатени проекти. Би ги спомнал само следните. Локален пат Босилово-Радово, културен дом во село Радово, игралиште Еднокуќево, игралиште Бориево, тротоари и канал во Петралинци и многу други слични проекти. 4.905.161 денар наследени обврски во општинските основни училишта. И тоа најмногу за превоз, дрва, струја, ѓубре, книговодствени услуги и слично. 29.472.274 денари наследени по основ на кредити, и тоа спрема Светска банка, мост на Моноспитовски канал, локален пат Моноспитово-Банско, улици во Радово и Петралинци, како и кредит од Македонската банка за развој на културниот дом во село Секерник. За една година овој долг е намален за 9.700.000 денари или 158.000 евра. Ова ви го зборувам, бидејќи доколку не се вратеше овој долг, постоеше реална опасност да не биде блокирана сметката, а со тоа и опасност од нереализирање на планираните проекти од мојата програма. За таа цел изработив краток осврт за едногодишното работење од мојот мандат. Изработивме, спроведовме и учествувавме во голем број проекти и настани. Како поважни ќе ги издвојам проектите. Доградба и реконструкција на културен дом во село Секерник во вредност од 193.000 евра, реализиран преку ИПА програмата Бугарија-Македонија, општина Босилово, општина Грмен. Унапредување на условите за развој на алтернативниот туризам на локалитетот Моноспитовско блато во вредност од 4 милиони денари, реализиран преку проектната канцеларија за локална и регионална конкурентност од Светска банка. Реконструкција и доградба на објект за дневен престој на стари лица во селото Босилово во вредност од 550.000 денари, реализиран преку Министерството за труд и социјална политика. Грант од UNDP во вредност од 26.000 евра за набавка на метални контейнери. Влегување во втора фаза преку ИПА-2 Интерек програмата со два проекти, и тоа специфична цел 1.2 заштита и спречување на последиците од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот со прекугранична димензија и влијание. Тука учествуваме со 3 проекти, и тоа изградба на бетонски канали за атмосферска вода во населените места Моноспитово, Босилово и Бориево со вкупна вредност од 176.287 евра. Специфична цел 1.1 заштита на животната средина
и одржливо користење на заедничките природни ресурси во прекуграничниот регион. Тука учествуваме со проект набавка на камион за собирање на смет со капацитет од 14 метра кубни и набавка на метални контейнери 120 броја, со вкупна вредност од 148.000 евра. Општина Босилово и јас како градоначелник посебно голема грижа водиме за најмладите жители на општината. За таа цел, преку Министерство за труд и социјална политика, во завршна фаза е еволуцијата на проектната документација за изградба на детска градинка во Босилово во вредност од 19 милиони денари и се надавам дека наскоро ќе започнеме со реализација и на овој проект. Во областа на социјалната работа и заштита имаме помогнато на голем број граѓани од ранливата категорија преку доделување на еднократна парична помош со одлуки на Советот. Културата од секогаш била значаен дел од развојот на општина Босилово. Во изминатата една година културно-уметничките друштва и културните манифестации имаа финансиска поддршка од општината, за што имаме трансферирано средства во висина од 362.000 денари. Советот на општина Босилово и јас како градоначелник донесовме одлука за изработка на 5 урбанистички планови во 5 населени места. Во фаза сме на реализација и на годишната програма за одржување и реализација на улици и патишта во повеќе населени места. Би ги спомнал патот Еднокуќево-Муртино, Бориево, Босилово, Иловица во висина од 4.200.000 денари. Преку Бирото за регионален развој реализираме и е во завршна фаза изградба на улица во населеното место Иловица во должина од 550 метра и вкупна вредност од 1.800.000 денари. Исто така, истампониравме и пристапни улици до земјоделско земјиште во повеќе населени места со вкупно 500 метри кубни тампон. Во однос на финансиското работење, општината редовно и навремено ги исплаќа побарувањата на своите соработници и редовно ги исплаќа платите на своите вработени. Јавното предпријатие за комунални дејности Огрежен Босилово е во добра финансиска кондиција и самостојно се финансира. И во наредниот период продолжуваме со истото темпо и со нови проектни активности со единствена цел да ја направиме општина Босилово поубаво место за живење за сите нас.